Битола денеска беше домаќин на еминентна група на професори, историчари, истражувачи и невладини организации од Македонија, Балканот и Франција, кои учествуваа на научниот ден посветен на Источниот фронт, на тема Балканските општества во Првата светска војна, сеќавања и перспектива. Конференцијата ја отвори амбасадорот на Република Франција во Република Македонија Кристијан Тимоние. Во текот на вчерашниот ден имав прилика да ги посетам линиите на фронтот. Во тие линии на некој начин може да видите колку сите тие европски земји кои што биле тука присутни се меѓусебно поврзани и како преку тие настани на некој начин се исцртуваше една Европа на иднината и може да се запрашаме исто така какво е значењето на сето тоа. Македонија има што да каже во однос на збиднувањата кои го погодија светот пред 100 години, како преку учеството на македонскиот народ и етничките заедници кои живеат на територијата на Македонија, така и преку постигнувањето на конечниот мир, вели директорот на Воениот музеј Александар Стојчев. Научните трудови изработени, тоа и денес ќе го потенцираме овде. Македонија како земја која што е една од главните фронтови во Европа, односно во светот во ова време од 1915 до 1918 година, на територија на Македонија се формира Македонски фронт, а македонците со сплет на околности по Балканските војни 1912-13 година се мобилизирани во војските и на страна на централни сили и на страна на Антанта. Така што и како ефектив воен и во обични војници, но и во офицерски кадар дава голем придонес за изведување на операциите, а исто така и во време на одржување на разговори, преговори за постигнување на мирот е секако доминантна улогата на македонскиот човек. Годишнината од крајот на Првата светска војна оваа година беше одбележана со низа настани. Амбасадите на Република Франција и на Сојузна Република Германија заедно оддадоа почит на жртвите од војната. Данги Дедезер, внук на војник од Источниот фронт, направи и презентација на своите активности поврзани со објавувањето на писмата на неговиот дедо, полковникот Ордиони, напишани на овој фронт меѓу 1917 и 1925 година.